Пастирот го напушти своето стадо. Големиот водач, кому сите му се тресеа, всушност бил ординарен ситен блефер, кој во политичкиот покер ги искористи и ги фрли сите карти, оставајќи си го за себе адутот, што му бил скриен во ракавот. Ако сакаат да се пресметуваат со ВМРО-ДПМН, еве ние сме тука. Мене нека ми уласи. Колку сакат нека ми дадат години. Доживотен затвор ако сакаат нека ми дадат. Дојде моментот на прифаќање на одговорност и избега клавица. Побегулјата Никола Груевски. Кукавичлукот не претпоставува свивање гнездо, туку подметнување јајца во туѓо. Нив не ги снесе само бегалецот, туку и оние, чија задача беше да не му дозволат тоа да го направи. Престрашени од собствената одговорност, во сличен стил, тие сакајќи да дриблаат во надпревар кој службено го изгубиле, меѓу себе си ја префрлуваа несаканата претешка топка. Сериозно внимание мора да посветат и обвинителството и судот, бидејќи тие се единствено надлежни. Вина во судот за ова што се случи, еве да го кажеме, бегството апсолутно нема. Меѓутоа не треба да се заборави тоа дека МВР постапува и согласно наредби на јавното обвинителство, меѓутоа и само иницијативно. Па мислам дека институциите се трудат да ја извршат својата задача професионално. Одбраната на професионалност изгледа токму онака каков што е впечатокот на оние што имаат минимум објективен период. Па не сакајќи да го спуштат нивото без употреба на секојдневниот речник со кој најадекватно се изразува однесувањето на институциите кон граѓаните. Културно ќе го констатираат тоа што ни се прави. Значи, ова е навистина едно многу непријатно искуство во кое што на здрав мозок не прават будале. Во таква ситуација, кога рациото е под влијание на субјективни фактори, судирот меѓу блискиот професионализам и уште поблискиот сензационализам е неминовен, па наместо за причините и начинот на кој е спроведена операцијата, во фокусот се периферијата и видот на собственоста на сместувачките капацитети. Во тој хотел Никола Груевски преспал една вечер, а во овој момент се наоѓа во вилата на неговиот поддржувач Виктор Орбан. Чомовски? Да разграничиме во вилата или во резиденцијата. Ако е вилата приватна, тоа може да биде и некаков сигнал на некаква приватност. А ако е во службена резиденција, тоа е прилично индикативен потез на унгарскиот премиер. Најважно од се е што никој не сакаше да ги слушне индициите дека таков потек ќе биде повлечен. И покрај тоа што дури и тој што сега оттаму приватно фаќа сеир, јасно ставаше до знаење дека сите службени лица мора да бидат будни и мошне предпазливи. Треба да бидат со отворени очи, да бидат многу внимателно, затоа што се работи за добро мислено, од надворешни центри, со внатрешни нивни инсталации. И на крајот, преку тие исти инсталации, токму тој кој својата игра темелеше на националната карта за да стаса до своето прибежиште, патриотски се качил на платформата која му ја одреди политичката и човечката судбина. Неговите следбеници, со право и со време, ја поставија дилемата. Со Тиранската ја почнавме, со чија платформа ќе ја завршиме. Тоа е главната тема вечерва. Главната тема останува иста и оваа вечер. Која е таа платформа од која конечно ќе биде катапултирана одговорноста која левитира во македонската политичка орбита?